Ги слушнавме ставовите. Има многу реакции кај вас што стигнуваат, дали за цените во супермаркетите, дали за покачувањето на регистрацијата, што беше со оваа одлука за осигурителните компании за картелско здружување. Сметате ли дека се оштетени потрошувачите на некој начин? Да, во поглед на осигурителните компании, ние како организација сметаме дека се оштетени потрошувачите и во тој период ги повикавме компаниите, сите 10, да баравме средба со нив, нели, во Стопанската комора, за да се сретнеме и за да ги обештетат потрошувачите, заради тоа што се случуваше во само еден период. Ние направивме повик со еден тизер на Facebook, каде што ги поканивме тие, направивме и платформа на која може да се пријавуваат и добивме. Граѓаните се пријавуваа, кои во тој момент, во тој период од 25.4. до 7.5. каде што беа цените покачени, купиле фактички полиса. А не можеле да не купат, заради тоа што возат возило и не смеа да не купат, значи биле едноставно приморани да го купат тоа. Имавме сомнение и за нечесна пазарна пракса тука и искористување на поповолна положба во која беа осигурителните компании и ние тоа им го кажавме, меѓутоа имаше и основаност да се поверува дека пошто се работи, имавме и вештачење на овој предмет, пошто се работи во исто време на сите компании и се работи за, се докажа, баравме од АСО, Агенција за супервизија на осигурување, за колкав процент се работи. Значи секаде беше 15% покачувањето. И тоа беа доволни индици. Во тој период се обративме и до Комисија за заштита на конкуренција во стариот сустав, како што рече и Валентин Павлюговски, така да они веднаш пристапија кон истражување и нивната комисија, нели, за прекршоци фактички, еве имаме и соопштение, тоа е тука од страна на Комисија за заштита на конкуренција, дека у суштина се постои сомнение, нели, и се уште се докажува дека се работи за картелско здружување. Дали ќе се докаже или не, не знаеме. Она што кај нас се случуваше е да нашите правници беа сигурни дека можеме да поведеме и судска постапка со оглед на тоа баравме согласност од сите оние кои што се пријавија на платформата и дадоа своји податоци, дадоа осигурителната полиса број и овластување да можеме во нивно име да поведеме поединечна. Не може за жал колективна, и па и не може колективна, заради тоа што се работеше пак за различен тип на возила и осигурување, негде 7.900, негде 4, негде 5.000 денари, меѓутоа сите можевме во групи да ги поставиме и по групи да ги тужиме во нивно име. Меѓутоа граѓаните некако уште се плашат за тужби, немаат толку доверба, нели, дека ќе добијат и беше многу мали средства се во прашање. Затоа баравме од компаниите, па дајте во тој период сте ги зеле тие пари, вратете им ги на луѓето. Мислам дека беа и задолжени да ги вратат со владината, да ги вратат парите со владината. Не беа задолжени, не, само беа упоменати и се врати назад цената. Значи за одредена група граѓани во тој период цената беше повисока за 15%, за друга група граѓани беше потоа вратена назад и тие сите се јавуваа, се чувствуваат оштетени како граѓани. И беше ферски, значи да постапат едноставно општествено одговорно компаниите да ги вратат тие средства, меѓутоа изгледа им се видоа многу. Може би има индиции дека и некои компании ги вратиле на граѓаните одредени средства и тоа се слуша, меѓутоа не можам да го потврдам. Она што ние го направивме индивидуални тужби против 7 компании, некаде 27 луѓе имаше кои што ни дадоа овластување, дел од нив, и направивме, веќе имаме една пресуда врз основа на признание и другата пресуда е фактички се спогодбено, не е пресуда, туку спогодбено решение на спорот. За другите предмети се води постапка и веќе е закажано, имаме и одговор на таква тужба, не знаеме како ќе завршат. Не прејудицираме ништо, меѓутоа се обидуваме да докажеме дека граѓаните доколку се охрабрат да тужат и да водат постапки, дека индивидуално може да добијат, а потоа многу ќе им биде полесно на сите други и фактички адвокатите да ги застапуваат граѓаните и да ги обештетат. Она што е лошо тука што немаме закон за колективна заштита, тоа сакав да ве прашам. Сакавте сигурно, е што фактички правни механизми имаме ли